Почитувани, Мила Царовска мора да се замине од ресорот кој го претвори во Министерство за негрижа и за партиски вработувања. Во ек на огромни скандали поврзани со целосен колапс на системот на заштита на децата, со актуелен случај насилувана штитеничка на установата, како продолжение на хоророт кој што секојдневно го доживуваат децата во институциите водени од Царовска, таа се фали со партиски вработувања. Царовска е најнеспособниот министер во оваа влада, а денешниот јавен настап го докажа тоа. Без трошка емоции за случај за напаствувано девојче, таа се држи до правната терминологија и бега од одговорност. Царовска веројатно и не се чувствува одговорна за случаите на облюба на малолетници, што е тешко кривично дело со казна затвор над 10 години, по кој знае по кој пат се случува пред очите на вработените. Царовска не разбира на колку одговорно место седи, додека малолетнички се сексуално злоставувани, абортираат, се присилувани на секакви живувања и хорори, децата бегаат од установите и ги снемува во непознат правец, а таа вели бегството на деца од домовите е вообичаена пракса. Царовска денеска во ек на скандалите се фали со партиски вработување и најава за нова партизација. Ако сака да зборува за градинките, Царовска нека одговори зошто беа истерани или правно не им беа продолжени договорите на бројни воспитувачи и негователки од градинките. За сега партиски да вработува. Ги остави децата без соодветна заштита, иако имаше полна уста зборови за групи во градинки кои нема да бидат поголеми од 20 на деца. Па Царовска, колкави се групите денеска во градинките? Докаде е популистичкиот проект кој што го отпочна во септември лани за двосменско работење на градинките? Дали тој се одвива на секаде? Докаде е достоинствената плата од 500 евра меѓу другите и за негователките кои ја ветуваше заедно со Заев? Се сеќава ли Царовска дека прва работа што направи незината влада беше кратење на парите за изградба на градинки и со тоа ја стопираше градинката во Кавадарци? Царовска, престани да бегаш од проблемите и да ја манипулираш јавноста додека родителите бараат видеокамери во градинките заради хорор условите во кои што ги оставаат нивните деца. Партиските вработувања не ги подобруваат овие услови. Ако навистина сметаш дека системот мора да покаже одговорност, почни од себе. Ти си најголемиот репрезент на овој неодговорен систем. Покажи ја личната одговорност и замини си од министерската фотелја. Ви благодарам.